нели? Според програмата, денеска вечера имаме убав повод и се собравме да го промовираме зборникот Понески на 11 јазици. Тоа е зборник кој што излезе оваа година, а сите преводи се случија за време на првата зимска школа. Имаме особена чест денеска таа промоција нели да ја водат професорката, веќе ја запознавте денеска, Маја Лекиновска-Тошич и професорката Ала Шишкен. Значи, еден домашен представувач на промотор на ова издание и еден странски промотор на ова издание. Јас не би сакала да зборувам повеќе и му оставам на ноге две дами убави, паметни и посакувам убава промоција. А потоа стапувате вие на сила со да прочитаме нешто како звучи Понески на неколку јазици. Повелете. Повелете. Почитувани колеги, почитувани драги пријатели, почитувани драги семинаристи. Чим да мислим ово, уште да повторим? Погласно малку. Добро, почитувани колешки колеги, почитувани драги семинаристи, искусни, млади, помалку искусни, повеќе искусни. Јас навистина имам голема чест и благодарам за окажаната честа да го промовирам зборникот на меѓународен семинар по македонски јазик, литература и култура, прва зимска школа 2021. Предпоставувам дека не, сум убедена, знаем дека сите добили зборникот во едно комплече, што го добили сите и предпоставувам дека голем дел од вас веќе има тоа погледано, барем дзирнат. Тако да, јас до души имам препредени 6-8-10 страници, професорски предавање, ама тоа ше да се повезде. Нема толку да биде крај. Има да биде крај. Пренес сакам да кажем неколку збора и да нагласам дека Блаже Понески одигра извонредна улога во формирањето и развојот на современата македонска литература. Блаже Понески е стожерна личност на епохата, личност од ренесансен тип. Неговото поетско творештво не само што е исклучително богато со теми и мотиви, туку е и разнородно од жанрови и од жанровски и стилски аспекти. Поезијата на Блаже Понески бележето ги избогати изразните можности на македонскиот литературен јазик. Блаже Понески е поет од европски ранг и дострел на поетската дарба. Неговото творештво во себе органски го слеело сите богатство на народната поезија и уметничкото искуство на европската литература. Првотно поезијата и проза на Блаже Понески секогаш голем предизвик. Голем предизвик и за искусни преведувачи и за они млади кои прави први чекори. Млади со амбиции, млади и амбициозни. Потврда за тоа е зборникот Блаже Понески на 11 јазици, како што е веќе најавено, објавен од Меѓународен семинар за македонскиот јазик, литература и култура, како резултат на активноста. Пак, треба да нагласим голем предизвик на првата зимска школа недалечена во јануари 2021 година. Во зборникот се застапени преводите на песните на Понески, песните на Понески, проза и записи во проза. Песните во проза и записи во проза. Направени од веќе признати преведувачи и искусни преведувачи, као што се реномирани, како да кажем, како што се на Мито Собиото, Сонја Должен, Вања Седевчева, на Мито Собиото и Сонја Должен од Словеначка, а Вања и Валја Валентина Седевчева од Бугарија. Да не ги наведувам сите имиња, ќе погледате вие од Бугарија. И други. Голем дел преводи сепак
се први чекори на предувачкото поле на македонисти од 11 земји, на млади македонисти. Сметам дека е тоа главен успех на книгава. Посебно сакам да истакнем дека во книгава се сместени и спомени за Конески од еминентни слависти, како што се Иван Доровски од Чешка, а Виктор Фридман од Амерички држави, Боран Калогера од Хрватска. Целосно земено можеме да честитаме на сите нас и специјално на тие кои се вложили свој труд да се појави ова без икакви комплименти навистина вредна книга, вредно издание и да посакам да се множи. Почитувани присутни, драги семинаристи, јас исто така имам пред се чест и задоволство да го промовирам ова издание Конески на 11 јазици и ќе кажам зошто оваа книга по мене има една извонредна вредност. Делува мала книжка, меѓутоа навистина по неколку работи е првична. Прво, ја одразува работата на првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој започна со работа од 1967 година. Значи, ова е прва зимска школа 2021 во зимскиот семестар, меѓу двата семестри поточно, и со неа се започна, или со оваа зимска школа се започна чествувањето на Блаже Конески. Годината посветена на Блаже Конески практично почна со оваа зимска школа и тоа промоција на неговото дело, творештво на меѓународен план по мене. Затоа оваа работа или сработеното, која што најде свој изглед и меѓу овие две корици, по мене представува нешто извонредно значајно. Зошто исто така го оценувам делото како значајно по својот формат, по својата содржина, по она што треба да им понуди на читателите. Читателите, предпоставам дека сте и вие, таа се чита во еден здив. Значи можете да ја земете денеска, наутро и ќе ја прочитате, толку е допадлива и по својата структура и по својата содржина, меѓутоа и по новината што ја носи. Ние правевме годинава 40 години од основање на Институтот за македонска литература, една убава тема, македонска книжевна архива, од ракопис до дигитална библиотека, каде што посебна тема беше книжевната архива на Блаже Конески. Тука беше и Ала Шешкин исто една од гостите, меѓутоа и на Мита Субиото, која што ни се појави онлайн, се разбира со своето излагање за Конески, и рече дека Конески многу е негуван во словенечката средина, меѓутоа повеќе меѓу генерацијата која што е негова. Значи, првпат после многу години се појавија нови преводи на делотворештвото на Конески на словенечки јазик и тоа многу помалку познати. Оние капиталните песни што сите ги знаеме и што влегуваат во сите антологиски избори од Ранг на Тешкото или на Везилке и така натаму, на Стерна, на Марко Крале, туку навистина едни прекрасни поетски и прозни миниатури, јас би ги нарекла така, кои што благодарение на редакторите, кои што помогнаа да се направи тој избор, се разбира, овде морам да ги истакнам кои се тие, тоа е професорката Весна Мојсова Чепишевска и Роза Тасева, кои што ги водеа и овие напредни курсеви и кои што го направија тој избор, кој што влезе меѓу кориците на оваа книга и ги добивме тие нови преводи на 11 јазици. Би сакала уште неколку податоци кои што за мене се мощне важни и кои што би требала да ги потенцирам и да ги истакнам. Пред се сакам да кажам дека ние кога ќе се свртиме наназад се до 1967, можеме од една критичка дистанца да ги согледаме сите успеси на овој семинар. Верувајте, воопшто не е претенциозно да се каже дека тој постигна неверојатен успех во етаблирање на македонистиката во светските, во европските академски средини и културни центри и дека самиот семинар произведе цела една огромна група, околу 5000 македонисти, кои што поминаа низ летните школи на самиот семинар и кои што
ги донесоа или ги промовираат тие македонистички топоси во вашите академски средини. Сметам дека кога ќе се осврнеме на назад, доаѓаме повторно до Конески, до таа иницијална 1967 година, бидејќи самиот тој влегува во она група на обмислувачки организатори и покренувачи на самиот семинар за македонски јазик, литература и култура, и тоа фино и многу децидно вчера беше срочено и во говорот на нашиот ректор, дури со цитат на Конески што мисли за семинарите, кои што, како што вели тој, тие донесоа на вистина, може од нив да се очекува еден добар плод. 67-та, па еве се до 2021 година и ние бележиме многу вакви изданија кои што се однесуваат на предавањата или на симпозиумите кои што влегуваат во состав на научната дискусија. Меѓутоа, би било навистина потребно да ги споменам и оние мощно обучени професори, лектори, кои што и ја промовираат оваа македонистика сред вас на 3 нивоа, почетно, средно и напредно ниво, и кои што се задолжени и за резултатите од ова издание, Конески на 11 јазици од Зимската школа. И јас овде морам да ги прочитам, бидејќи тие влегуваат и како дел од редакцијскиот одбор. Тоа се вашите исто така лектори со кои што вие ќе соработувате и овие денови, дел од нив се тука. Тоа е доктор Горче Арсов и магистар Билјана Стојановска, која што го водеа почетниот курс на Зимската школа. Вие ќе си ги препознаете и сега вашите лектори и професори, предавачи. Доктор Гордана Алексова и доктор Бојан Петревски, тоа е среден курс. Доктор е веќе Бојан, така да. Мислам дека и Бобан веќе е доктор. Во меѓувреме и Бобан Карапеовски, кој што го водеше напредниот курс за јазик, професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, која што го водеше напредниот курс за литература, заедно со Елена Ѓоргиевска, Роза Тасева и Тасевска, така е, благодарам, и Јован Ковачевски, напреден курс со преведување, и особено Роза Тасевска, заедно со Весна, и ги одбраа сите оние податни, да кажам, со сенс од вас преведувачи кои што и го презентираа Конески на 11 јазици. Тука секако присуство на Зимската школа бележеше и драгата колешка Ала Шешке, која што учествуваше во целата ова организација, да. Меѓутоа, за мене исто така е важно што овие преводи почнаа уште во првичните недели, да ги кажам, на курсот, и завршија во текот на февруари, па така се добија преводи на 11 јазици, а учесниците беа од 15 земји. Јас денеска добив прашање дали има и на германски јазик. Меѓутоа, мислам дека тоа ќе биде наредно нешто и ќе биде тековно нешто и предизвик да се преведе, нели, Конески и на германски, бидејќи на вистина германскиот јазик овде отсуствува, а вие ќе ги видите јазиците на кои што Конески е преведен. Јас како представник на Институтот за македонска литература, должност ми е да ви кажам зошто Конески за нас е толку исклучителна фигура на национален мислител, на научник, на есеист, пред се на поет и на прозаист, секако и на препејувач. Неговата поезија, неговото творештво се силно и блиско сплотени и со животот, и со историските премрежија кои што се случуваат на македонски терен, и тие навистина се плотени во неговиот поетски опус, толку непосредно, толку живо, што ние македонците тоа го препознаваме како една силна врска помеѓу животот и поезија. Тоа е речиси на рескината врска. Второ што имаме во поезијата на Конески, значи еден лирски израз, длабока мисловност, интимност, прочувствуваност, блискост со оној на кого што се обраќа, а потекнува се од неговата внатрешна, значи интима, и врши едно неверојатно поврзување на се оно што представува проживеан живот и поетски израз.
затоа верувам дека не им било едноставно на оние кои што го препојувале Конески, бидејќи неговото дело е оценето и од македонската критичка наука како едноставно во својот израз, меѓутоа многу сложено во својата порака, она што сака да го каже, и затоа се зборува за една едноставна сложеност како синтагма во творештвото на Конески, бидејќи тој е навистина извонредно организиран како поет во кај него нема ништо случајно, така вели Атана Звангелов. Секој збор, секоја точка, секој интерпункцијски знак длабоко се промисли. Значи, и затоа зборуваме за една едноставна сложеност кај него која што и најтешко да се долови и во поезијата, па и во прозните записи. Иако зборуваме за предност на поезијата, зборуваме за нејзина предност само заради опусот, заради бројноста на поетските изблици, веднаш зад поезијата стои прозните записи, есеите, меѓутоа не како второстепени, помалку значени, туку затоа што се помалку по обем. Затоа јас на Роза Тасевска и на Весна им честитам Мојсова Чепишевска, што тие направиле еден избор од нешто што е помалку познато од Конески. Тука се тие лирски, би ги рекла, прозни записи во кои што се одвива или се рефлектира една длабока мисловност негова и една интима која што е дел од македонскиот простор и од македонскиот склоп, јас би го нарекла така. Ако зборуваме за овие прозни записи, тие се вистински поетски миниатури. Мене ми е драго што овде гледам дел од преведувачите, така е, нели? Јас, драго ми е што мене Ала Шешке ми ги остави да ги споменам кои се учесниците, нели, во овие преведувачки активности и ќе морам да ги споменам. Значи да ги наведам како имена. Ала вие преведувачите? Да, неочекувано за се. Значи, преведувачите се, многу ми е драго што овде имам и чести задоволство некого да поздравам директно. Тоа е Ала Шешкен од Руската Федерација, Намита Субиото, Сонја Должан, Бисерка Богнар, Маја Ковач и Саша Пулјаревиќ, сите од Словенија, тие некои од тука се присутни, јас ги сакам и да ги поздравиме. Понатаму Елена Атанасију од Соединетите Американски држави, Софија Демповска и Ања Вероника Тадеуш од Полска, Хана Врбановиќ од Хрватска и Живкица Станковска Неделковска од Италија. Значи, тоа се првите преводи кои што се даде најнапред на 6 јазици, па потоа стигна и турскиот превод, јас колку што читав доста внимателно. Автор на турскиот е Самет Јеркој од Факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет, со кого имаме и добра и плодна соработка. И овде веќе Ала ја спомна Валентина Седевчева како еден навистина опитен препејувач и преведувач од Великотрновскиот универзитет во Бугарија, па така, нели, овој превод се збогати и со преводите на турски и бугарски јазик. И овде би сакала уште еднаш да ја подлечам 15 годишната преведувачка активност на семинарот, особено во групите на Роза Тасевска, која што и ги негува овие преведувачки активности кои што почнаа последните години да се појавуваат и во објавен вид во рамките на зборниците од семинарот. Во нејзината група учествува Марија Думпа од Грција, Марија Громова и Полина Гаврилова од Руската Федерација, Даниела Костадиновиќ од Србија, исто така еден потврден македонист и предавач по македонска книжевност на Универзитетот во Ниш, Вероника Јакимова Франција, Кристина Дувкова од Чешка. И уште само да ги споменам кои се тие поетски миниатури на Конески кои што влегоа во овој потесен избор на преведувачки активности. Тоа се Копачење, Питачи, Мајска ноќ, Спомен, Миг, Студ, Ружа, Камикадзе, Рибар, Круша Дивјачка. И навистина јас им честитам за овој прекрасен избор. Не само што тие се
едни поетски миниатури, туку делуваат и како одредени одломки од еден голем творечки опус на Конески. Без разлика дали тој творечки опус е поетски или е прозен, а за одломките, ако овде можам да видам на ова слабо светло, би сакала да ви прочитам еден цитат од Конески, како тој како писател ги доживува одломките и што тие представуваат и за читателите и за писателите. Така тој забележува. Тие одломки живеат во нас со таков интензитет, како да е во нив згусната сета порака на текстот, заедно со она настроение што ја придружува. Ке исплива од време на време на површината на нашата свест, како дел од потонат брод, една таква одломка, а ние ја продолжуваме целоста и го продолжуваме нашето некогашно пловење, како да се наоѓаме се уште на сигурна палуба. Верувајте, вие како македонисти сте секогаш на сигурна палуба со творештвото на Конески и со неговите научни трудови, меѓутоа и со она што представува негов поетски опит. Затоа држете се до Конески, како што сите ние се држиме доколку ваша преокупација стане и македонистиката. И јас навистина чувствувам една среќа поради овој миг кој што го споделуваме сите заедно. Верувам дека ова издание ќе најде својата поширока читателска публика. Тоа издание многу ми е драго што ја наоѓа својата меѓународна читателска публика. Ние сите многу добро го читаме и го препрочитуваме и го познаваме Конески. Меѓутоа драго ми е што ќе се чита во Руската федерација, што ќе се чита во Словенија, што ќе се чита на сите овие 11 јазици, во Турција, во Хрватска, сите овде да не ги спомнувам, едноставно вие ќе ги откриете. И јас во овој момент ќе завршам со неговата одломка Миг, па вие ќе продолжите со она што представува Конески на некој од вашите јазици. Миг. Едно остро сознание дека треба да се користи мигот. Токму овој миг. Дека е незаменлива оваа прошетка приквечер по улиците на стариот град. Овој поглед на излозите, на небото и на планините в далечина. Ова дишење дури талка. Увереност дека тоа е среќата. Што можат да ме засегнат во тој миг сите други предвидувања. Ви благодарам на сите за вниманието. Верувам дека книгата ќе ја најде својата читателска публика и само би сакала уште еднаш да се заблагодарам на сите мои драги колеги, етаблирани македонисти кои што ги дадоа своите записи за Конески, за средбите, за среќавањата, за пријателството, за начинот на кој тој ги приврза кон македонистиката. Тие исто така интимно прозвучуваат и тоа се записите на Виктор Фридман, на Иван Доровски, чести гости на овој семинар. Сите се произлезени од оваа летна школа. На Горан Калоњера, мојот драг пријател од Риека, овде имаме драга колешка, исто така од Универзитетот во Риека, со кој што направивме и на вистина големи проекти и симпозиуми. Имаше тука и од Хораслан и од Зузана Тополинска и сите тие звучат топло, интимно и не поврзуваат со времето во кое што живеел и действувал Конески. Ви благодарам на сите и јас сега со големо задоволство ќе ги сослушам и вашите преводи на вашите јазици. Ви благодарам за вниманието. Добро, мислам дека можеме да почнеме, не мора да биде нели вака како некој најави. Еве, да почнеме од Маја, Сашо, па понатаму ќе го читаме Конески на неколку јазици. Ајде, повели Маја. Хвала ви, не треба уште Свете, добро. Убаво се гледа. Добро. Хвала ви. Значи, ќе прочитам еден дел од своите преводи на словенечки. Значи, во оригиналот се вика Мугави жени, но на словенечки Лепе женске. Лепе женске. Лепе женске у мојам народу, те со хитро оцветале, како цвет марелица, како мајски, шпански прцак. О, кривица, припадале со неизбрани мужем, нjihovi lasje so bili pod dnevi zvezani v čope, po noči spuščeni na prsi
in vuke. Njihovo stopanje prepelice se je hitro spotaknilo v opasnik. Njihova mladost je minevala kot vonj lipe, ki ga odnaša veter. Hitro so sedale pred vhod, spuščenih glav in izbočenih kolen, z neslišnimi izdihi. Lepe ženske, nesrečne ženske. Te so hitro odcvetene, kakor cvet marelice, kakor majski španski bezak. Vroče jaz pročitam pesna Tišina in na slovenečki Tišina. Obstaja nekaj zelo preprostega in to je tišina. Obstaja nekaj tako tihega, višina, višina. Lezi proti temu nebu, v visočinah ton, zapri oči, utrujen si, oči. Vsaka ptica bo spodvila krila. Ti si zdaj tako miren, objema te zelenilo. Zakaj še? Zakaj to vsakodnevno hlastanje? Obstaja nekaj zelo preprostega, to je spanje. Može? Da. Turski, da. Ало, аз прочитам Пеперуда по плажа Конески от Турци. Kelebek. Küçük kız. Anneciğim, kapının önünde bir kelebek yakaladım. Ne kadar güzel ve beyaz olduğuna bir bak. Çiçeklerin üzerinde durmuyordu. Yerde böyle bir tarafta yatıyordu. Ses çıkarmayayım diye nalınlarımı çıkardım. Beni duymasın diye yavaş yavaş gittim. Ve onu iki parmağıma sıktım. Ama parkta yakaladıklarımda kelebeklerin kanat çırptığı gibi çırpmadı kanatlarını bu kelebek. Sakindi. Anneciğim, onu öldürdüğüm için bana kızmayacaksın değil mi? Anne, hayır oğlum, sen onu canlandırdın. Ajde, drug nekoj, вие ќе прочитате, да? Prevod po Milorad Stojević, renomirani poet od Hrvatska. Uzrasti. Svaki uzrast ima svoju zadaću. Djeca najozbiljnije i najsadržajnije ispunjavaju igru. Mladi najdublje i najoduševljenije oru i siju zdravo sjeme. Odrasli vole neuništivu ravnotežu. Stari otkrivaju da ljubav nije vezana samo uz sokove ploda. To što čine djeca, starci ne mogu nadmašiti. Друски? Да. Ајдете. Добро вечер на сите. Јас ќе ви го прочитам преведот на спомен. Воспоминания. Бывает страшный момент, когда память распадается и разлагается. Я прошу тебя не возвращаться в мою жизнь, но обновить мои воспоминания. Сохраните воспоминания, если сможешь. Я лучше тебя вижу тень. Яснее вижу ее узоры под виноградником на траве, под стулом на солнечном полу. И этот толстый клубок листьев мне понятнее, чем другим. Так что ты все равно будешь часто сожалеть, что ты не со мной. Ще еднаш добра вечер, ќе ви прочитам превод на Пеперутка. Бабочка. Девочка. Мамочка, я поймала бабочку у дверей. Смотри, какая красивая и белая. Она не сидела на цветах, а лежала на земле. Вот там, на боку. Я сняла башмачки, чтобы не стучать. Подошла тихо-тихо, чтобы она не услышала. И взяла ее двумя пальцами. Только она не замахала крылышками, как бабочки в парке, когда их ловят. Она лежала тихонько. Мамочка, ты не будешь ругаться, что я ее убила? Мать. Нет, моя маленькая, ты ее воскресила.
вечерняя прогулка по улицам старого города. Этот вид на витрины магазинов, небо и горы вдалеке, даже дыхание моего. Уверенность, что это счастье, что все остальные предсказания могут повлиять на меня в тот момент. Da ti pročitam Kamikaze. Kamikaze. Tvrdili su mi da Japanci odlikuje izvanredna racionalnost, da oni nisu sentimentalni, nego uspravni, gordi ljudi. A ja pomislih da su se upravo ti racionalisti opredelili za slavnu kamikazu, istovremeno krajnje iracionalni, a i krajnje konvencionalni. Oni su pronašli tu veštinu, vjerovatno da ne bi doveli u sumnju svoju gordost i uspravnost. Ja sam mislio da je to ipak držanje do jedne forme i da treba mnogo smelosti da se svoja gordost i svoje dostojanstvo stavi na pravo. Svaka budala može tada da pljune na čoveka koji je preuzeo na sebe rizik da ne postupa prema konvenciji. Mislim, дека толку така има некој друг да сака да прочита нешто. Не. Добро, тогаш ете, ви благодарам на сите, пред се им благодарам на двете професорки, на професорката Ала Шешке, на професорката Маја Јакимовска-Тошич. Ви благодарам на сите вас дека имавте страст да го иследите ова, дека се надевам дека уживавте во овој момент од денот, од вториот ден на 54-та летна школа и дека ќе продолжиме понатаму. Сега останува само да имате добри вибрации, нели, од овие стихови и како што кажа и едната и другата професорка, да станете пољубопитни и да ја исчитате, односно да уживате во стиховите на Конески, преведени на 11 јазици. Ви благодарам.